Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені во Христа Бога, браті і сестри, на самий початок от днешнего литургijska беседа закам да ви подсетам за нещо, що на всекой 31 декември от всекоя година го правиме со радост. Именно во последниот ден од календарската година служиме сеноќно бдение. Тоа се однесува на 1 јануари, во денот кога се слави светиот маченик Бонифатие или Бонифација. И сето тоа ние, браќи и сестри, го правиме за да се спасиме од новиот паганизам, кој што на сите можни начини ни се наметнува и се распространува, особено со помош на електронските медиуми и компјутерската технологија. Браќата и сестрите наши, во таа ноќ од сите правилно наречена најлуда ноќ во годината, им се предаваат на страстите, забораваат на Бога, на вечниот живот, на спасението, на бракот и на семејството, и душите своји ги губат за една безсмислена ноќ, во која што ништо посебно не се случува или ништо подруго и поинаку од секоја друга ноќ во 365 деноноќија од една календарска година. И ние во таа ноќ, браќи и сестри, се собираме под сводовите на Богородичниот храм Калишки, за да принесеме молитви за тие наши браќи и сестри. Господ да ги чува во телесна чистота, во духовно и душевно здравје. Умот да им го чува во здравје и срцето во чисто. Значи на 31 декември во сабота, во 23 часот вечерта почнуваме со сеноќното бдение, традиционално служено во тој ден. Денеска, браќи и сестри, читавме едно прекрасно евангелско четиво, напишано од светиот апостол и евангелист, докторот и иконописецот, уметникот Лука. Во денешното евангелско четиво Христос повторно прибегнува кон јазикот на приказната, за со неа да ни ги поедностави најделикатните таинства, недофатливи за умот човечки, бидејќи се над силите над умот, и само верата и јазикот на верата можат до некаде да ги разберат и да земат учество во тие големи, би ги нарекол екзистенцијални таинства во животот на човекот, се човештвото и сиот свет. Така и денешната евангелска парабола светиот Лука ја започнува
со прикасната за еден човек кој што подготвил трпеза и ги поканил сите своји да земат учество на таа свечена трпеза. И кога било се подготвено, човекот го испратил својот слуга да ги повика поканити. А тие, вели Христос, како договорени, почнале да го откажуваат повикот. Едниот рекол дека не може да дојде на свечената вечера, бидејќи бил зафатен, бил оженет. Другиот, бидејќи купил 5 дзевра голови. Третиот купил нив. Сите имале нешто што било поважно од повикот на тој човек. Вие веќе во самово кажување забележувате дека Христос како и секогаш употребува мокни символи за да го каже оноа што е тешко да биде кажано и уште потешко разбрано за умот човечки. Бог е тој кој што ја подготвува таа вечера, а вечерата од него подготвена е светата Евхаристија, на која што самиот тој ни се дава како храна. За со него да се нахраниме и хранејќи се со него да се преобразиме во него, да се обожиме, да станеме богови од Бога по благодат, бидејќи тоа што на човекот никогаш не му е можно да го постигне, да стане Бог по природа. Помеѓу Бога и човекот стои бездната од тоа што е квалитет на божествената природа, а квалитет на божествената природа е несоздаденост. Нејзиното безпочетно и безкрајно постоење. И природата на човекот и квалитетот на неговата природа, која што има свој почеток, бидејќи не постоела, но од Бога создадена, почнува да постои, а нејзиниот крај е безкрајот Божи. Под услов се разбира да влезе во длабоко и нераскинливо единство и постојана жива комуникација со живиот Бог, својот Творец и Спасител. И гледајте, браќи и сестри, на тој евхаристијски собир треба да земат учество сите поканети. Поканети на таа вечера се сите. Нема непокани. Затоа Христос и денешното евангелско четиво го завршува со зборовите: мнозина се поканети, а малцина се избрани. Зошто се малцина избрани, браќи и сестри? Затоа што малцина повикот упатен до сите ќе го прифати. А тие што се поканети и повикот го отфрлаат, нема да вкусат од вечерата, речено е во денешното евангелие. Па да се задумаме, браќи и сестри, како го трошиме времето на нашиот живот, како ги трошиме силите, енергиите на нашиот живот. Зашто и времето и силите на човекот му се од Бога дадени на дар.
И времето и силите се тој голем историски полигон на кој што се соочува или се одвива големата борба за спасение на човекот и на свет. Но во таа борба не може да учествува некој кој што не сака да се бори. Па добро е да размислиме секој од нас посебно за тоа, дали сакаме да се борим, дали се борим, за кого? За она што во минатото евангелско четиво беше кажано. Да не се богатиме со земја, туку со Бога. Нашите срца да не се полни со земја, туку со Дух Свети. Зашто, браќи и сестри, вистинскиот човек не наликува на дрво засадено со коренот во земјата. На таквиот човек срцето му е полно со земја. Туку наликува на некој чии корени се засадени во небото, а срцето на таквиот човек е преполно со благодат Божја, со Дух Свети, со вечен и несмртен живот. Ајде и ние, браќи и сестри, корените на нашите битија и личности да ги засадиме во небото и да им обезбедиме вечен и несмртен живот на сите наши браќа и сестри околу нас. Пред се, ако сме во брак, на нашето брачно битие, ако сме создале домашна црква, односно семејна заедница, да си ги спасиме децата наши, а потоа и сите други околу нас, браќи и сестри. И во таа борба за спасението на човекот, секогаш попрво се бориме за другиот, а потоа или најпосле за себе сами. Господ милостив да не научи денес чуениот повик да земеме учество на големата и раскошна трпеза што Христос ја подготвува за целото човештво и за сиот свет. Да се најдеме и ние, браќи и сестри, да заседнеме на таа трпеза и да се храниме со лебот на животот и со водата вечна што истекува од нас и му се дава на светот. Амин. За многу.